Джентлмените се хедонисти, джентлмените сакаат убави нешта, джентлмените ценат и почитуваат квалитет. Во Скопје постои едно такво место каде што може да се дегустираат сите овие работи. А вам ви препорачувам да си земете добра чаша вино и да уживате во оваа емисија каде што ќе говориме со еден експерт во својата област. Уживајте. Шато де Гулен е историски замок лоциран во винскиот регион во долината Лоара, во близината на Нант, Франција. Ово имот е дом на семејството на Маркизот де Гулен, повеќе од 1000 години. Името Гулен исто така се користи и за виното кое што се произведува на овој имот. Во 12-тиот век, кога војводството Бретања било независно, првиот Гулен, Жан де Гулен, тогашен капетан на градот Нант, го зацврстил имотот, кој се уште е опкружен со мочуришта, за да се брани од нападите на норманите. Семејството Гулен важело за едно од најпознатите благороднички семејства во Франција во тоа време. Собственоста на семејството Гулен на имотот продолжила непрекинато до 1788 година, кога бил продаден на холандски банкар. Оваа околност помогнала да се спаси замокот од уништување за време на Француската револуција. Во 1858 година семејството Гулен повторно го стекнало имотот и го одржува се до ден денеска. Иако не е јасно кога точно од лозјето се започнало да се произведува вино за комерцијална употреба, а не само за семејна потрошувачка, оваа винарија на имотот Шато де Гулен произведува вино и самото тоа ја прави една од најстарите винарии во светот и една од најстарите вински бизниси кои се уште постои. Се верува дека винаријата Гулен е една од најстарите комерцијални предпријатија во светот и се смета за најстар европски семеен бизнис. Овој замок е еден од последните останати во долината Лоара, кој се уште произведува вино. Уште на прв поглед кога ќе го погледнете овој замок, потсетува на некоја филмска сцена. Утврдените завесни ѕидови и масивната влезна кула. Овој замок е изграден во туфа камен, датира од крајот на средниот век, раната ренесанса. Се уште има остатоци од своето античко утврдено минато. Употребата на каменот туфе сепак потсетува на појавата на замоци на Лоара. Мебелот и интериерот се во извонредно добра состојба. Од замокот посетителот има поглед кон мочуриштата Гулене, покриени со трска, кои се обкружени со лозија. Како еден од последните замоци кои понатаму прават вино, Гулен и понатаму е препознати по исклучителното бело вино од долината Лоара. Во фокусот се вината од сортата Мускадет и Фоле Бланш. Постојат гласини дека некогашниот кувар на замокот де Гулан, господја Клеменс Чефер, го измислила познатиот француски бел сос, како бешамел, во кој најчесто оди малку вино од сортата Мускатет. Денеска, освен како винска и историска атракција, имате можност да преспиете во замокот Гулан, а доколку сте со подлабок джеп и да го изнајмите за вашата венчавка. Сето ова што го видовме и чувме, денес ќе го прокоментираме со еден вистински експерт, како што напомена, по својата област. Звонко Херцег, како си? Добро, благодарам на поканата. Баш ми е мило што си ете гостин во мојата емисија и ќе ти наздравам. Секогаш ми е мило кога наздравувам со експерти за вино, нели? Здравје. Во една кратка биографија што ја прочитав за тебе, те представуваат како вински експерт. Ајде малку повеќе околу тоа да го доближиме тој термин до нашата публика. Вински експерт е генерално човек со големо познавање и големо искуство околу вината конкретно. Значи, можеби повеќе искуствата се тие кои го прават тој лик да биде експерт во одредена област, така и во виното. Така да, што повеќе години сте во вината, во дегустација на вина, во прошетка на вински региони, запознавање на нови винари, тоа ве прави повеќе експерт, бидејќи можете да споредувате квалитет, разлики на вински сорти, на винско грозје и така натаму. Тоа прави повеќе отпорен на виното, повеќе да крепите што викаме. Па добро, да, ќе дискутираме и за тоа дефинитивно околу одговорното конзумирање. Дефинитивно. Да се вратиме на вашите почетоци. Тие датираат некаде од 1995-та, ако не се лажам, и сте имале едни од најпрестижните школи сте ги посетувале. Малце околу тоа како почна тоа тука и како се развиваше понатаму.
Ќе пробам на кратко, бидејќи бајаги години како ќе се заврти човек назад поминале. Значи преку 20 и нешто години водев компанија за дистрибуција на јаки алкохолни пијалоци и вина, но последните 5-6 години од таа епоха, да кажеме, се фокусира повеќе на едукација околу вината и јаките алкохолни пијалоци, со тоа што се одлучив да отпочнам една едукација во светски познати школи, како што се Wine and Spirits Education Trust од Лондон, со тоа што второто ниво го помина во Тоскана, третото во Бордо, четвртото во Лондон, кој трае прилика 3 години и така, еден сериозен период на изучување. Сето тоа подкрепено повторно со посети на вински региони, на одредени места, винари и така натаму, бидејќи само од учебник не се памти. Па нормално искуството е најдобар учител, нели? Дефинитивно. Несомнено е дека сте посетувале многу вински региони секаде по светот, можам да кажам. Каде се третира виното најмногу како светост, што викаме дека нели тоа е пијалок на боговите? Во кои региони и како се третира виното во принцип? Пијалок на боговите ја повеќе би го ставил во врска со самите цркви како заштитници во одреден период на винската историја, на развојот. Тука добива виното сама сакрална нота, да кажеме, бидејќи влага во обредите на самите цркви. И така го гледам, ние пробуваме преку наши едукации да го демистифицираме тоа, бидејќи виното ја започнува својата историја колку што е и човековото битие. Значи, како храната се развивала во одреден регион, во одредена помала регија, така си прилагодувале на вкусот вината, грозјата и сортите за да може да се следат едно со друго. Тие се едноставно две работи кои секогаш одат заедно. Инаку виното генерално се третира секаде исто. Не можам да издвојам некоја држава, посебно не знам Франција или Италија, бидејќи секаде е страста на едно високо ниво и третманот околу вината е на едно исто така високо ниво. Ја вклучувам тука и нашата земја. Тука има исто доста страст и кај лозарите кои го произведуваат грозјето, од кај фактички започнува самото вино, па понатаму винарите, нели како нивни главни заштитници за тоа грозје преде и ја пренесе експресијата на поднебието од кај што доаѓа. Така да генерално сегде тој вински свет е малку посебен од останатите. Таму границите не се Македонија, Србија, Хрватска, Франција. Таму се границите апелации, помали регии од каде доаѓаат одредени сорти на грозје, одредени вина и така натаму. Јас можам да се декларирам како влюбеник во виното, нели, и како вински аматер. Се уште ќе посетувам курсови, нели, и ќе станам нешто повеќе од тоа. Сакам да те прашам од се што сум видел јас од сите винари, некако ми изгледа слично, бар тоа што сум можел јас да го видам. Како изгледа една позната светска винарија или една од најдобрите кај што сте биле вие? Има различити, значи винариите не можеме да ги во однос на позната светска винарија, не можеме да ги дефинираме на мали и големи, бидејќи многу е важно крајниот производ, самото вино. Но покрај квалитетот на самото вино, она што ја прави некоја винарија светски позната е нејзината приказна, односно нејзината традиција и историја. Доколку е таа постара, подолго време се наоѓа во тој регион, таа добива на своја вредност препознатливост и нормално искуството кое го прави да може да направат нешто поуникатно, да се фокусираат повеќе. Значи, кога нешто работите подолго, секогаш искуството е она што ве води напред да бидете чекор, да кажеме, пред другите. Така од прилика би изгледало. Ако мислите архитектура како изгледа, тоа се сега ултрамодерни винари кои на вистина уште кога ќе видите оддалеку изгледат чудесно. Сосема модерно. Оние стари стилови се нормално задржани, поготово во Бордо, во делот на Медок, кај што се славните шатоа, тие се нормално во тој стил останати уште од некое средновековие и така натаму, но веќе и тамо почнува таа модернизација да изгледа така малце science fiction, SF, да. Да си влюбеник во алкохолот не значи да се опиваш. Јас тоа го тврдам многу одамна. Вие на почетокот спомнавте едно, нели, што рековме, одговорно пиење. Па сега сакам да ве прашам, затоа што кај нас нели сите се опиваат, тоа е несомнено, мислам сите голем процент. Сакам да ве прашам, да, кој најмногу Италија, Франција, Шпанија, не знам во кој дел најмногу се ужива во виното, за конкретно за виното зборувам. Зашто значи тоа уживање исто може ако постои некаков правец на објаснување? Па генерално би тука можеби врската би ја барал повеќе
тама каде што се произведуваат, да кажеме, вина кои се од по-премиум сегмент, односно каде што има поголема вредност самото вино и до некаде квалитет и приказна историја. И тука конзумацијата на тие вина би била со повеќе страст. Значи, и еден чекор повеќе да се дознае за тие вина и таа приказна која виното ја носи само по себе или за конкретно вино. Така да можеби тоа би биле Франција како некоја земја од каде што ќе видите сите интернационални сорти потекнуваат, но верувајте, љубовта и во Македонија према виното, и во Франција, и во Шпанија, и во Америка, Чиле, Аргентина, секаде исто. Приказните се од прилика со иста страст се кажуваат, а секогаш се различни, секогаш има нешто ново да се слушне, ново да се вкуси. Така да не би можел да издвојам баш една земја која Точно. Нели би била тука се најфанатици, да кажеме, за вина. А има ли можеби некој податок што датира од некогаш каде за прв пат е пронајдено виното на планетава? Па да, според овие што се нели учебници и книги што може да се набават, прочитат и така натаму, за сега, бидејќи тоа е процес кој е се уште во истражување, за сега е лоцирано тоа во Грузија, односно во земјите зад Кавказието. Тогаш не постоеле, нели, држави, станува збор за 4000 години пред Христа, односно денес колку ќе дојде, нели. И од таму се најдени првите артефакти на производство на вино, значи најдени се амфори во кои се најдени семки од грозје каде што се вршала ферментацијата. Понатаму се сели таа винска култура, да ја наречам, бидејќи тогаш немало патишта да ги носат вината, туку повеќе носеле прачки со себе, па како се селеле према Средниот Исток, така саделе винови лози. Финикјаните се, да кажеме, во еден дел доста заслужни, затоа што го шират низ Средоземното море таа винска култура со продавање на вина во тие амфори. Старите грци го држат северниот дел од Средоземното море, па тука неизбежно е да не поминат и нас. Еве за Македонија кога би зборел, ние сме буквално на тој еден крстопат кај нас во однос на таа винска историја, виното и артефактите што се најдени, впрочем и кратерот од Требениште, тоа е еден сад во кој се мешало вино и вода, бидејќи старите грци тогаш сметале дека е тоа цивилизирано, велеле за тие што се од север, што доаѓаат дека се малку како варвари, нецивилизирани, па го пијат тоа вино било многу опоро. Не се пиело така, го пијат така, буквално да добијат сила. Тоа го имаме и во се најдени во записите од Александар Македонски претходно, пред битка и после битка. Така да, ја би рекол, во еден момент развојот на таа винска историја или култура, кај нас кога е отпочната, она што било на запад, Франција, да кажеме, добар дел од Франција, Италија исто така, Германија, тогаш тие делови фактички повеќе биле фокусирани на пиво, производство. Било додека они тркалаа пивски буриња, ние овде правевме вино. Но сега можеме да кажеме дека се дефинитивно доста заслужни во вториот дел, односно римјаните кога доаѓаат или со Римското царство, они се буквално ренесанса во таа винска култура. Значи тука веќе се води повеќе грижа околу самото производство на вино, сорти, па и записи што има од самиот Плини, први записи, први, да кажеме, дегустацијски белешки кои ги пишува во она време збориме, па се долга е таа приказна, но не можеме да кажеме дека немаме винска историја, само треба да избришеме прашината, ако треба и една лопата да се ископа земја, да се копне подлабоко да се види кај сме. Ако не дозволу да копнеме, ако ништо. Вие како вински експерт, знам дека сте и експерт за жестоки пијалоци. Ако не сте експерт, барем одите по тој пат, не знам ќе ме исправите доколку грешам, но знам дека неодамна се вративте и од едно такво патување каде што имавте можност да се запознаете и со жестоките пијалоци, исто како што се запознавате со виното. Дали и жестоките пијалоци кријат таква мистика и такви приказни како виното? Дали има ист хедонизам и уживање во тие? Дефинитивно, јас за прв пат имав прилика да учествувам на винско судење кое на судење за јаки алкохолни пијалоци, кое се одржа во Брисел. Пред неколку дена се вратив од тамо и
не очекував тотално, комплетно друга група на луѓе, страста е исто голема, она што може да се вкуси и од јаките алкохолни пијалаци е исто така широко и големо од цел свет, може да вкусувате најразноразни пијалаци од Кина, од Кореја, од вискија, бурбони од Америка, коњаци, армањаци, Франција и така натаму, да не редам грапи, наша ракија исто така. Значи, еден голем спектар на јаки алкохолни пијалаци. Страста е потполно иста, тие луѓе кои ги запознав буквално да знаат секој момент на процесот на дестилирање на самиот јак алкохолен пијалок и од таму сите финеси на препознавање, така да може да се ужива подеднакво, ароматски се богати, на вкус се исто богати, со долги завршници и мислам дека најчесто, за жал, доста се одвоени тие две групи помеѓу луѓето кои повеќе ги сакаат вината и луѓето од јаките алкохолни пијалаци. Не велам дека тие кои пијат јаки алкохолни пијалаци дека не пијат и вино, но се чувствува некаква разлика помеѓу нив, мала во однос на нели фокусот каде им е. А кој свет лично тебе ти беше потешок за совладување, винскиот или светот на жестоките пијалаци? Јас уште не го имам совладано и не верувам дека до крајот на мојот живот ќе совладам било кој од тој свет огромен е. Да. Но морам да признам дека повеќе искуство имам во делот со вината, а во делот на јаките алкохолни пијалаци можам да кажам дека имам добра основа да можам да отпочнам со зголемување на искуството и на доградување на тоа знаење. Вие сте и вински едукатор, нели? Држите и работилници. Поготово за основата сакам да зборувам, затоа што джентлменски е, нели, културно еден господин да ги знае основите на конзумирање на алкохол, основите за вино, како се држи, како се пие, основите за, нели, за жестоки пијалаци. Прашањето ми е следно: колку сметате дека кај нас мажите вложуваат во тоа и дали сметате дека мажите имаат изострен вкус кога станува збор за конзумација на овој алкохол? Морам да бидам малку критичен тука, бидејќи доскоро, иако сме ние со долга традиција земја на производство на вино, па и јаки алкохолни пијалаци, доскоро, допред можеби грубо кажано допред 4-5 години, немавме место каде што ќе можеше обичниот, да кажеме, граѓан, джентлемен во ситуацијата или бизнисмен, од джентлемен опфаќа повеќе, нели, делови, немаше можност каде да го надогради своето образование во познавање околу вината и јаките алкохолни пијалаци. Тоа е сега овозможено преку обуките кои се прават во вински едукатор, кој е патем школа на винаријата Тикаш, но работи по програм на англиското школа Wine and Spirits Education Trust. Сега имаме тамо кратки обуки од по 2 дена, од по 3 дена, во зависност од кое ниво. На тие обуки, исто тоа го имаме и преку Македонската асоциација на сомелиери. Меѓутоа таму е фокус на сомелиерството, но може да дојдат од било која професија луѓе и да дознаат нешто повеќе околу самите вина и јаки алкохолни пијалаци. Дали е тоа потребно? Апсолутно се сум поддржувач на тоа дека е потребно, од едноставна причина кога ќе се најдете во дискусија со некој од надвор, дали сте тоа некаква бизнис вечера или е некаков обичен разговор за познавање со некои луѓе, најчесто таа врска е со чаша вино. Тука треба покажете малку почитување, дека познавате некое вино од тој регион од каде што он доаѓа. Тоа едноставно ве зближува и тоа истото да го направи за вас. Тоа е една нит која ги врзува двајцата соговорници во таа вечера и после тоа си продолжува муабетот во насока во која е отпочна до сам почеток, нели, каде тргнале. Зависи каде ќе продолжи, да. Храна и вино, тоа е несомнено една нишка која што не може една без друга. Како што кажав и на почетокот, се наоѓаме во едно место каде што вистински може да се издегустираат сите работи за сите хедонисти, нели? Така да ќе те поканам да къснеме нешто, да замезиме, да направиме по една закуска и да уживаме во некое друго вино, нели, што ќе ни го овозможат тука. Благодарам. Како што тоа го прават во светските винарии, каде што секое вино што сакаш да го купиш може да го пробаш, каде што има најразлични деликатеси и закуски, така тоа ние го правиме во Скопје моментално заедно со Звонко тука. Звонко, ќе направиме уште едно живели или на здравје. На здравје.
Како што кажавме, ќе преминам на ти сега вториот дел, може? Може Ти како. благодарам. Ти си еден вински едукатор кој што кажавме нели се занимава и со едукација за високо алкохолни пијалоци, па сакам да направам една паралела, дали джентлмените кај нас знаат да уживаат во добар пијалок? Ја мислам дека знаат да уживаат во добар пијалок. Дури сум изненаден на неколку прилики што имав некои настани во организација баш каде што имаше дегустација на разни вискија од ирско, шкотско, молт, сингл молт и така натаму. Каде што се наоѓав тука да им подпомогнам нешто да им кажам. Видам дека има многу интересни прашања кои беа веќе подковани со одредено знаење, само што никако не се екипирани. Значи не може да најдат некое место каде што би можеле да уживаат во нешто такво, значи во тие јаки алкохолни пијалоци и обично следени со пури, цигари и така натаму. Да, тоа вистинското нели джентлменско и хедонистичко уживање. Кога зборуваме за светот и правиме паралела со Македонија, ќе направам уште една паралела за нешто што е навистина джентлменски, тоа е витештвото, нели? Постои еден ред што се вика ред на винските витези. Тоа го има и во Македонија, вие сте член. Да. Околу тоа малку ако можеш, тоа како, од каде потекнува, што значи? Јас сум до душа онака од скоро член, можеби 2 години. Уште таму има неколку реда, јас сум во почетниот ред. Нормално потекнува тоа витештво негде веќе од средновековието, конкретно од Австрија. Тука кај нас е конзулат на тоа австриско витештво. Генерално тоа е клуб на луѓе, така би го нарекол како клуб на луѓе или круг, ајде, каде што се навистина вински ентузијасти големи, меѓу нив може да се најдат и винопроизводители и луѓе кои се во едукација за вина, луѓе кои се вака попознати бизнисмени и така натаму, но една нишка која ги врзува тоа е токму таа љубов и страст кон вината и се генерално одлични промотори на самите вина, на самиот вински регион тука кај нас, особено кога организираат одредени дегустации. Сега за време на короната тоа беше малце редуцирано, но веќе зафати некаков ред, па има месечно некакви дегустации на вина македонски, испоредување со странски вински региони и така натаму. Навистина звучи интересно, се надам дека еден ден ќе имам можност да станам еден таков витез или најмалку да учествувам да видам како тоа изгледа што се прави во светот и кај нас. Една друга дилема која што ме мачи мене, а верувам и други луѓе ги мачи ова прашање е тоа дали жестоките пијалаци треба да се пијат со мраз или без мраз. Од еден експерт мислење да слушнеме. Така, тоа е се во зависност кои жестоки пијалоци, начинот на конзумирање, бидејќи имаме, например, кинески пијалок жесток банџио кој у суштина се дегустира на екс во мали чашки, такав е дизајниран, но тој е така дизајниран затоа што секогаш оди во ја следи храната, значи со храна се конзумира. Во однос на мраз или без мраз, генерално оние што се поароматични јаки алкохолни пијалоци, можеме да ги оставиме првично да се проба да таа ароматика излезе. Мразот е од два сегмента се става внатре во самиот јак алкохолен пијалок. Прво е малку да го раствори, да кажеме, самиот алкохол во чашата, за да може да не биде пошто алкохолот е испарлив, тој прв ви доаѓа, значи во прв бран пречи за да може да уживате во аромите. Второ, пријатноста во однос, нели, има и киселини кај јаките алкохолни пијалоци, тие киселини може да бидат попријатни кога имаме мраз. На одредени пијалоци типот на коњак, армањак, некој молт вискија и така натаму, каде што немаме толку агресивни алкохоли, тогаш може да се конзумираат и препораката е да се конзумираат без мраз, иако е познато, нели, скоч вит рокс, значи со мраз, но тука и начинот се става коцка мраз, па вискито полека да паѓа на самиот мраз, да се разладува и тогаш да се исконзумира во смисол да не се чека да се разводни или да се наполни чашата во со вода, губи смисол. Да, значи за се има зошто и затоа. Конкретно исто едно, пак можам да кажам, дилема за која што ние во театар, поготово со колегите актери, често дискутираме и можам да кажем и се расправаме кој е тоа зборот. Што е подобро, виски или бурбон? Или тука е пак прашање на вкус? Секогаш е прашање на вкус. За вкусовите не се збори, но
немаме тука правилно или неправилен избор, или ако некој бира бурбон, тој е поинфериорен или помалку познавач за разлика од овие кои бираат, не знам, сингл молтови и така натаму. Значи тоа е буквално работа на вкус. Кај бурбоните имаме друг тип на ароматика, да кажеме, друг тип на вкусови кои се појавуваат кај сингл молтовите, кај молтовите, кај вискијата, шкотски, ирски се разликуваат тие сите меѓу себе и таму имаме други вкусови. Како и да е, едните и другите се комплексни, значи не можеме да поделиме групи на црвени и бели, па сега нели се напаѓаат едни со други. Уживањето може да би, само не гледам граници, тука не можам да го разберам моментот, ја од пијајќи вината ќе се навратам. Ја не пијам розе вино или не знам, не пијам сладко вино. Па да, за тоа. Тука сами се скратувате со искуството, значи што повеќе конзумирате различити, не во волумен, него различити етикети, различни вина, различни сорти, исто кај жестоките пијалаци, тоа ви е искуството побогато и повеќе може да уживате во разни вкусови. Дефинитивно. Кога си ти, да кажеме, на некаква си прослава или некаде каде што имаш можност да конзумираш вино или жестоки пијалаци, било каков алкохол, дали успеваш професионалното да го тргнеш и да се опуштиш малку повеќе од што треба или цело време си, знаеш, со професионалната деформација, ако може така да се нарече? Она што станува пристап од кон чашата да се помири са, можеби да се проврти или да се земе голтка, тоа е нешто што веќе дури со вода го правам од навика, што влегло или како некои движења, но секако да, имам поопуштени варијанти во смисол да кога ќе седнам на маса или со пријатели, секогаш има некои прашања, што мислиш за ова? Ова вино знаеш од каде ми е, па приказнато околу виното, сортата е вака така. Али е тоа повторно во една опуштена атмосфера, не е тоа сега некое предавање да се едуцираме околу вината, него едноставно да си размениме приказна за авторот на виното, за од каде доаѓа виното, пошто повторно ќе кажам, најдобрите вина се како разгледници. Тие буквално ја пренесуваат експресијата на поднебието од каде што доаѓаат. И кога имате такво вино од посебна берба која е навистина квалитетна да може да се добие тоа, тогаш е право уживање. Имате ли вие омилена сорта на вино? Немам. Сите ви се Кај секоја ќе најдам нешто што ќе ми пружи некое уживање. Да не бидам малце и чуден, меѓутоа со виното буквално разговарам. Оно ако ми се представи фино, елоквентно од каде е, што е, која сорта е, значи станува збор за врвно квалитетно вино. Ако е така срамнежливо, нејасни ароми, нејасен вкус, тогаш малку повеќе време. Као овие првите, дури во слоеви може да ви понудат нови реченици, нови податоци, од каде се, што се, како се направени и така натаму. Мене обично после третата чаша ми се отвараат вината, претходно не ми збори ништо. А бело или црвено, таа вечна дилема? Или истиот Сите, одговор? значи буквално пенливи, бели, црвени, розе, суви вина, полусуви, сладките вина ми се исто доста пасија. Најчесто е сега скоро имам едно прашање од еден одличен познавач на вино, меѓутоа не инволвиран во човекот работи сосема нешто друго. Вели, седи кај мене во канцеларија и вели, добро, дај ми вино кое тебе највише се допаѓа. Ја ќе ти дадам вино кое мене ми се допаѓа највеќе, но не верувам дека тебе ќе ти се допадне. Не, дај, мора и мене да ми се допадне. И вадам неколку шерија, шери вина од Херес, му ги нудам и одма има оној гард. Значи, обично тоа го прави искуството. Од кога веќе ќе се помине едно ниво на оние вина што се наоѓаат најчесто на пазарот, тогаш барате нешто ново. Тоа е тоа винско искуство кое се надоградува. Но приказната која му ја следеше после за време на таа дегустација тие шерија, веќе гледам дека човекот почнува да ги засакува и да ги разбира вината. Значи за виното треба да се збори, треба да се објасни од каде што е, зошто е така намески. Некои вина се едноставно направени, како шерито, тие се направени вина за конзумација со храна. Може да се пијат и како аперитиви сами, но со храна се фамозни. Фантазија. Неверојатно, се добива дупло уживање. Джентлменски пак ја напоменам да се пренесува знаењето на другите. Вие, тоест реков немате пресирам, ти го правиш тоа, нели? Дали уживаш во тоа што го правиш? Кога едуцираш за виното, кога тие приказни што виното ти ги кажува тебе, ти ги пренесуваш на другите, на нас што не можеме да ги чуеме?
Па добро, веќе и на почетокот нешто слично спомнав, онаа фаза со работењето на продажба на вина и јаки алкохолни пијалоци беше доста во голема пресија, динамика и така натаму. Сега можам да кажам дека последниве години, бидејќи тоа работам, ги едуцирам и сомелиерите и работините во Тиквеш преку вински едукатор, можам да кажам дека одам на работа со свиркање, со уживање. Буквално, конечно работам нешто во што уживам. А кога се враќаш, дали свиркањето е погласно него ли од кога одиш? Не, исто е, не пиеме, плукаме на дегустации и така натаму, така да... Добро, некогаш ќе се измами нешто повеќе, зависи од пригодата како е што е, но повторно ќе кажам, умерено конзумирање, тоа ни е главна водилка и во асоциацијата на сомелиери, малку, но квалитетно. Да. Одбрано, буквално да се ужива секојдневно и во нови искуства и нови вина и така натаму. Джентлменството е во умереноста за се во животот, јас тоа го кажувам. Ти благодарам што ми беше гостин, се надевам ќе се видиме на некои од твоите предавања, со задоволство ќе дојдам. А кога ќе се угаснат камерите, ќе пробам да украдам некој совет како ова што го гледаме овде може да се скомбинира со ова вино. Може. Да наздравиме и ти благодарам. Благодарам на поканата. Една од особините на джентлменството се добрите манири. Тие се дел од домашното воспитување. Ако ги воспитуваме децата правилно, на добри манири, ќе имаме многу повеќе джентлмени во периодот кој следи. На здравје. Јас и Звонко како вистински хедонисти и љубители на виното и добрата храна се напивме по неколку чашки добро вино, се разбира по една, и каснавме многу добри мезиња. Како тоа се прави на вистина, ќе разбереме денес од Симона. Симона, пред себе сакал да наздравам со тебе. Сега ќе те прашам, како се сервираат даските? Дали прво оди месото, или прво сирењето, или воопшто нема правило? Па може и да нема правила, правилата ние си ги правиме. Пред се квалитетно нешто, сиренце и пршутка, како што јас сега ќе сечам. Тоа ќе биде кај нас сега правило, квалитетот и споредбата со вино, како ќе биде, што од прилика ќе сакаме. Ќе направам мала даска, каде што ќе се стави неколку вида на сирење, каде што ќе има пикантно сирење, сладко сирење, и такво вино каде што е десертно. Ќе има и со лукче нешто, ќе имаме и многу квалитетен пршут. Добро, едно прашање што ме мачи и мене, а ги мачи и сите, дали треба да се сече на потенко или на подебело? Зборувам за пршутот, за да се долови оној вистински вкус. Во прашање е секогаш различниот вкус, кој како сака да го конзумира тоа. Според мене е потенкото, најтенкото, прозирното скоро. Тоа е за подобро се почувствува вкусот. Дали може да демонстрираме, па да го продолжиме муабетот? Може. Повели. Полека да не се пресечи само. Значи, ова е таа тенкост што треба да се добие, нели? Да, јас би сакала и уште потенко. Добро. И на крај ќе демонстрираме која е таа дебелина што ја добиваме ние тука. Мислам дека е доволно. Да. Да. Одлично. Значи, колку е потенко, толку повеќе го добиваме вкусот. Тоа е според мене и според многу други кои што мислат дека ова е некако така прозирна дебелина. Одлично. Да. Ова е пршута многу квалитетна и сега вака, да ја наредам даската. Може? Слободно. Слободно ти нареди ја даската, јас ќе уживам пиејќи вино и гледајќи те што правиш. Може. Еден обичен редослед кој како мисли. Да, зависност од вкусови, нели? Да. А и даската што ја јадевме со Звонко, ја нареди ти? Да. Одлично. Изгледаше естетски многу добро, тоа морам да го признам. Да, мило ми е што ви се допадна. Да. Оваа даска ќе си ја земам ја за дома, само да знаете. Може слободно. Да, со се даска, со се. Не, оваа даска може ние да се изедеме. Така, со може и виното, така. а за дома ќе има нешто друго. Кажете ми, дали има разлика материјалот на даската? Дали е побаво на дрвена или на керамичка даска кога се сервира? Или и тоа нема разлика? Па, секако изгледот е многу важен, со потемна пршута, контрастна боја, тука тоа важи. И тоа дрвото за мене е така некако посимволично за, нели, даската. Да. Баш. Ова е Символика малку, и топли. да.
Ова е пршутка така наредено, некогаш како во цветови, некогаш во стармички, било како. Ова е моментално сега козјо силенце, Добро. поквалитетно. Со што е ова сега Овчо. зеленото што го гледаме? Ова е млад кромит, роловано младо силенце, да. Браво. Имаме и нешто со црвено, тоа е. Ова е со чили, ова е пикантно нешто. А го пробав тоа, да. Да. Значи, Да, оваа да, даска се сега се препорачува со црвено вино, претпоставувам. Да, може и за бело, зашто да не. Да. Тука кој како секогаш милува. кој како сака. Меѓутоа за црвено обавезно. Секако. Следно имаме уште две работи кои што гледам. Да. Ова е со печурка. Добро. Деликатесно баш. И кашкавал ли ова што е? Тоа е сирење, меѓутоа потврдо, не е тврдо кашкавал, да. Имам око сега, не сум толку Да, професионалец да, да, како да. тебе, ама добро е. Делува како кашкавал. Мешан кози крави, Ова е само овче. само овче. Овче со вкус на лук. Едно да победам ќе ве стекен. Да. Има уште многу. А, Тоа е ова што козјо. е? Ова е козјо. Кози топчиња, значи Од со помладо, така? младо козјо сирење, со повеќе зачини и маслиново масло. Отлично. Ќе ставиме ли од тоа даската? Да. Ќе ставиме. Ќе оставиме уште тоа и ќе наздравиме. Ова е десертно, се Добро. извинувам што те Нема прекинувам, ова е десертно со семки од тиква и мед. Добро. И како скептик, некој што има дека сирењето благо не е убаво сирење, сосема грешат, треба да проверат, да пробат, да почувствуваат во комбинација со вино како оди тоа. Фантазија. Чува се топчиња од Да. младо кожи сирење. Младо козјо сирење. Има кремаст вкус, Ќе го пробам после, ќе дискутираме за вкусот, Може, од тоа може, ќе ги изгасиме камери. Значи, добро. вака некако би требало да изгледа една Вака да, наједноставно нешто, меѓутоа што убаво ќе оди во прилог со вино. една даска во која што ќе уживаат джентлмените. Да, токму така. Еве вака ќе ставам некои стапчиња каде што може полесно се послужиме. Ти благодарам на вистина за издвоеното време и за овие прекрасни совети што ни ги даде. Би сакал да те прашам, што за тебе представува вистински джентлмен? Пред се машко почитува жена, дама, кој знае да се однесува правилно, кој си има своји манири и кој е одговорен човек прима сите. И според ова што го кажам, мислиш ли дека Македонија има джентлмени? Мислам, меѓутоа ги немам толку многу сретнувано, а меѓутоа има. Секако дека има. Затоа сме ние тука за да ги Да, подучиме да, и тие да. што не се да станат, нели? Баш така, да. На здравие уште еднаш, ти благодарам. Здрави на вас. Бидете джентлмени, бидете умерени и трудете се да дадете квалитет. Верувајте ми, околината ќе го цени тоа. Се гледаме следна среда на македонската телевизија. На здравие.